Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Секојдневно сведочиме за неспособноста на власта, како на централно, така и на локално ниво. Тоа не е ништо ново. Власта која што потврли во секој поглед на сите полиња во сите области. Наместо процесот на вакцинација да се одвива најнормално, како кај повеќето европски држави, навремено, со средена законска регулатива, ние сме заглавени во бирократски лавиринти и си играме држава. На штета, за жал, на животот и здравието на нашите сограѓани. Наместо да набавуваме самите вакцини, ние служиме за подсмев на останатите држави, затоа што власта на Зоран Заев не е способна да прими ниту донација на едно пакетче со вакцини, за која што вчера гледавме церемонии од невиден размер, која што ја покажуваат мизеријата во која е вовлечена оваа држава. Македонија, благодарение на централната и локалната власт на СДСМ, е првак во корупција и криминал, за што покажуваат сите релевантни меѓународни извори. Нема ден, а да не излезе на виделина уште еден срамен и голем скандал поврзан со владењето на СДСМ. За жал, тука во Прилеп, локалната власт речи се по ништо не се разликува од горната централна власт. Освен што заедничко за двете е нивната неспособност. Граѓаните и понатаму се револтирани од неичистените улици, од долго најавуваното и на време. Невреме, кое што овој пат ги изненади локалните служби. Освен што се исчистени некои од главните улици, споредните и периферните подрачја како да не постојат за локалната власт, предводена од Јовановски. За тротоарите по кои поминуваат пешаците не станува ни збор. Но затоа новиот булевар и мостот во Сточен пазар се исчистени со внимание за да можат граѓаните подобро да видат каде се трошат огромните украдени пари. Почитувани, освен тоа што власта се занимава со вработување на најблиските роднини, пријатели и партиски послушници, нема реализирано ниту еден значаен проект за општото добро на Прилеп и прилепчани. Го нема долго најавуваниот спортско-рекреативен центар со затворен базен, ја нема ветената реконструкција на чаршијата, гасификацијата, изградбата на обиколници и ред други предизборни проекти на Илија Вановски. Но затоа има затворени дуќани на секој чекор. Беда и сиромаштија и излажани тутунари, кои што оваа реколта ќе ја паметат како една од најлошите, со мизерна откупна цена, со која што не можат да ги покријат нивните основни трошоци. За среќа, крајот на оваа ненародно владење доаѓа. Уште неколку месеци неделат од локалните избори на кои што СДСМ ќе го доживее најголемиот пораз и граѓаните ќе ја казнат неспособноста и преспениот мандат од 4 години. Доаѓаат подобри денови за Прилеп и прилепчани, затоа што ние го заслужуваме тоа. Ви благодарам.